Почитувани, добар ден. Верувам дека денес ќе го задржиме вашето внимание и секако ќе ви имаме во огромен број, како и секогаш со оглед на тоа што верувам дека секој од вас ќе има што да каже на темава. А еве зашто ќе зборуваме денес во црвена линија. Се потешко се справуваме со стресот, анксиозноста, нападите на паника, депресивноста, разни растројства и трауми. Потребна е стручна помош. Многу луѓе имаат потреба од посета на психолог, но поради стигма или недостиг на финанси не го посетуваат. Секој што има здравствено осигурување може да бира преку мој термин да посети психолог или психијатар. Но многумина не сакаат во документацијата да им стои дека биле на психолог или психијатар. Се плашат. Што ако разберат блиските, соседите, што ќе речат? Време ли е да се надмине срамот и да се побара психолошка помош? Темата и анкетата денес се исти. Ве прашуваме дали е време да имаме матичен психолог. Секако ова прашање со оглед на тоа што е идентично како оно што го поставуваме како централно во црвена линија, истото прашање можете да го одговорите и доколку не заследите на Инстаграм. Секако кликнете на Инстаграм стори. Тоа изгледа вака, имате две опции за одговор, да, не, но верувам дека гледачите секако ни своја призма, ни свое искуство и ни свое видување ќе дадат поопширен одговор со вклучување на 023070005. Ако можеме да покажеме, верувам дека ете така изгледа тоа на Инстаграм стори, значи дали е време да имаме матичен психолог. Да, не се одговорите, кликнете на вашиот одговор, ќе пресмитаме во проценти и секако резултатите ќе ги споделиме таму некаде пред почетокот на рекламите. Во продолжение, пред да преминеме во дискусијата со вас, особена чест и задоволство ми е што го имаме и Гаспар на линија како денешен централен гостин. Многумина познат од Гаспар, Центарот за психофизичко здравје, со оглед на тоа што работам и на Заврти на Тилма. Тие се меѓу оние кои што се грижат секако за наградите, но подобро да речам за општата состојба и здравјето на учесниците во квизот, но се грижат генерално и за нашето население. Мислам дека со вистинскиот човек ќе можеме да проговориме кога зборуваме за менталното здравје и грижата за него. Дали го имаме Гаспар на линија? Добар ден, Гаспар. Добар ден, Тина. Одлично, толку многу зборувам за вас, се разбира во рамки на Заврти на Тилма и драго ми е што сте дели од најгледаниот квиз во земјава и не случајно посочувам дека тоа е здравје вредна награда. Таму секако го доделувате неурофидбек прегледот, кој што воедно представува и проверка на работата на мозочните бранови. Не случајно велиме се почнува од главата. Но од главата почнуваат и многу мисли, многу маки, многу тиштења, многу тешки помисли кои што прераснуваат во мисли, па можеби еве и од главата и од духовната состојба е зародишот на анксиозност, депресија, нешто што можеби не се зборувало во минатото, но денес не се поштедени ниту најмладите генерации. Па пред да почнеме на темава за ментално здравје, ајде малку подетално да објасниме што е тоа психолог, што е тоа психијатар, а што психотерапевт. Така, до сега многу често не се правеше јасна поделба, барем не од тие кои што се нели дел од професијата и од експертите. Со тоа што мора да кажеме дека психијатар не уствари медицинско лице кој што има специализирано во психичка патологија, значи збориме за одредени растројства, неврози, психози, но секако и кај личности кои што немаат неврози и психози, а се во одредена потешка психичка или психолошка состојба, баш ради овие стресови. Тој е доктор кој што препишува медицинска терапија или таблети, нели, кои што се со цел имаат да помогнат во целата состојба во која што би се нашол пациентот тогаш. Психологијата се занимава со тој дел секако, но се занимава и со многу работи кои што го објаснуваат човекот, размислувањето, мотивација, креативност. Скоро во сите работи е навлезена, многу во последно време гледаме и психологијата колку успева да влезе и во сферите на наоѓање на таленти за некоја работа, на човечките ресурси, психологијата многу
Големи придобивки има и во спортот, каде што атлетичарите, нели, спортистите ја користат и го окачуваат својот перформанс, но секако и психолозите помагаат, поточно клиничките психолози помагаат во таа ситуација каде што личноста ќе има одреден, нели, психички или психолошки проблем кој што треба да го намине. Ако го збориме веќе за психотерапија, таа е терапија која што се прави преку разговор со различни техники. Некои од попознатите методи со работа се гешталт терапијата, когнитивно-бихевиоралната терапија, семејната системска терапија која што се користи дошто кај нас и која што сите овие покажуваат големи резултати. И секако ние кога ќе ни дојде одредена личност која што има одредени проблеми со менталната хигиена, поминал некој стресен период, ќе се јават симптоми, инсистираме и бараме да се направи преглед и со психијатар, и со психолог, и по потреба, нели, да се започне психотерапија. Кога зборуваме за прегледите, се добива впечаток дека можеби горе-долу работите не се толку променети како никогаш, се уште постои таа стигма, се уште постои тој срам, дури до тој степен што никогаш работите излегуваат надвор од контролата и тогаш можеби е веќе предоцна. Зошто луѓето се срама да одат, Гаспар, на психолог? И ако веќе биле на психолог, имаат страв што ќе речат другите луѓе, затоа ако се разбере. Зошто постои таа на тема всушност се уште? Така, мислам дека стигмата е малку моментално не е толку изразена како што е била пред тоа, посебно во последните 5 години многу повеќе се работи на свесноста за, нели, психолошките проблеми. Најчесто за жал стигма има затоа што ги поврзуваат, нели, имаат одредена терминологија дека некој е нездрав психички и тоа е секако за жал се води како причина за срам кај тие личности, но еве веќе во последните 5 години мислам дека јасно се прави дистинкција помеѓу што значи тоа, нели, да се оди на психолог, што значи да се оди на психијатар. Нормално е, нели, некогаш во животот при одредени потешки периоди да имаме малку и потреба од помош од стручно лице кој што ги работи сите овие работи, а и веќе во последно време истражувањата покажуваат дека личности кои што имаат одредена патологија, која што може да биде и посериозна, со соодветна медикаментозна терапија и со соодветни третмани од аспект на психотерапија и на други невролошки третмани согласно, нели, состојбата на клиентот, може да бидат функционални, да бидат успешни, да се основаат семејство, така да веќе во последно време се гледа дека решението не е да се криеме и да не си побараме помош, туку баш со тоа што ќе побараме помош, ќе кажеме кој ни е проблемот, ќе одиме кај соодветен професионалец, можеме многу лесно да ги надминеме проблемите, а секако и да поработиме и на превенција за тамошни проблеми во однос на нашето ментално здраве или ментална хигиена. Го спомнавме менталното здравје, убаво речено ментална хигиена, која што треба да се одржува исто онака како што се одржува личната хигиена. Никогаш академик Владета Јеротич укажа дека нели човекот од минатото, особено оној пештерскиот, стравовите биле насочени кон надворешните предизвици. Модерниот човек се повеќе битка води со некои своји внатрешни стравови. Па и околу важноста на менталното здравје, како треба да се започне со менталната хигиена, кои се методите за да препознаеме и секако да водиме сметка и за духовната состојба. Во однос на менталната хигиена, нели, зборуваме на одредени најосновни работи, како нормална и здрава исхрана, како одредени вежби кои што може, физичка активност кои што може да ги прави личноста. Во последно време многу почесто зборуваме за одредена исцрпеност или прегорување кој што знае да го направи моменталното време, а тоа значи дека треба да имаме одреден капацитет и да си го познаваме капацитетот низ колку стресни периоди треба да поминеме и колку работи треба да превземеме кај себе кои што не оптоваруваат. Секако индивидуално се даваат и одредени вежби како различни вежби на физичко занимавање, движење кои што помагаат многу, медитација која што е позитивна,
кај одредени личности. Одморот е многу важен, значи се прави соодветна проценка на личноста кога и треба одмор и во колкаво време и треба тој одмор и секако колку работи таа личност би ги превземала како своја одговорност, дали се работи нели за семејни и домашни работи или се работи за работи поврзани со кариера. Како и многу други насоки кои што се даваат, се со цел да се зачува таа ментална хигиена и многу подобро функционираме кога ќе направиме одредена превенција во однос на некои работи, посебно за тоа чувство на психолошка стабилност, а и секако нели многу влијаат и окружувањето кое што сме обично. Истражувањата покажуваат дека ако сме премногу окружени со одредени информации кои што се тешки или кои што се напорни, кои што во себе носат страв, тогаш ни влијае многу на нашата психолошка состојба и секако треба да можеме да ги балансираме овие работи и тоа покажува дека со влијание на таа ментална хигиена можеме да направиме статистички многу подобра превенција за да се влошат работите, да ни се појави нели состојба на анксиозност, депресија или па некое посериозно расстройство кое што ќе ни влијае и ќе ни го наруши целиот квалитет на живот. И никако како за крај, ако се навратиме наназад, праксата беше горе-долу, барем на овие простори, луѓето велеа јас имам најдобра пријателка, најдобар пријател, па тогаш најблиските пријатели има улога на психолози. Дали сметаш дека денеска е можеби вистинско време секој од нас да има матичен психолог, а со тоа и да бидеме поздрава нација во рацете на вистински професионалци? Така е, знаете, на секој личности треба некој близок човек со кој што ќе може да ги сподели некои работи, но со текот на времето се увиде дека луѓето и покрај тоа што не се блиски и сакаат да ни помогнат, нели го немаат тоа предзнање и го немаат тоа сваќање со нивните совети што би можеле да постигнат. Затоа е многу важно кога ние имаме одредена проблематика, одреден проблем или кога не се чувствуваме добро, нели се убаво што имаме блиски луѓе со кои што можеме да се поистоветуваме, но многу е важно да се обратиме на лице кое што го работи тоа, медицинско лице или психолог кое што го работи тоа, за да може да ни даде соодветни насоки. Во однос на матичен психолог, тоа е веќе тема која што се зборува подолго време. Ако не се лажам, и нашата комората на психолози имаше таква идеја, се уште мислам дека има идеја да се направи таква можност за матичен психолог кој што доста ќе го подобри начинот на функционирање на нашиот народ, со тоа што нели секоја личност по потреба ќе може да има психолог на кој што во даден период на стрес или на потешкотија или појавување на психофизички симптоми може да се обрати и да се консултира. Зошто се уште еве се чека на реализација, односно да се има матичен психолог? Не можам да ви кажам точно каде е застојот, но најверојатно нели тоа е процес кој што треба да се среди. Најверојатно овде се и финансиите кои што влијаат, пошто тој матичен психолог треба да помине и низ нели системот на државата и секако барем ние што го работиме во нашата пракса моментално подлежиме под Министерството за труд и социјала. Новото име е малку поразлично сега, Министерство за социјална политика, демографија и млади, но не сме под Министерството за здравство. Така да претпоставам дека има некои закони кои што треба да се сменат и се надевам дека нашата фела ќе успее да се избори за тоа да постои нели таков матичен психолог кој што сум сигурен дека ќе биде позитива за сите и за нашата фела, но секако и за граѓаните. За општото добро на граѓаните. Благодарам многу, Гаспар, што бевте дел од ова издание на Црвена линија и ќе си дозволам да кажам, драго ни е што ви имаме во заврти на Телма, но и ви топло препорачувам и по овој разговор да останете со Црвена линија, да не догледате до крај и секако да слушнете какви одговори и размислувања ќе дадат гледачите, бидејќи сепак тоа се граѓаните. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за поканата.
А сега, драги мои, вие сте на потек. Нашето прашање е едноставно. Време ли е да се надмене пред се срамот и да се побара психолошка помош, односно дали е време да имаме матичен психолог? Можевте да слушнете дека постои одамна веќе ваква иницијатива, но еве и граѓаните можеби и ќе забрзаат таа постапка, што поскоро да има секој граѓанин можност и пристап до матичен психолог. Па да видиме какви одговори, односно како ќе го креираме јавното мислење денес со вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав и до тебе. Баш убава тема сте ставиле. Поздрав и до Гаспар. Многу убаво објасни. Јас и како го пратам него што како. Така да ми се допаѓа, многу сакам психолози, значи и секогаш кога има психолог некаде во емисија, јас ги слушам со внимание. Не секој тоа го прави, Тина. Луѓето сите станаа психолози. Јас сега брзо имав некоја случка, така нешто со здравјето, па нешто се сомневаше на нешто лошо. Секако имам лошо, па уште полошо нешто. И мојата пријателка ми рече, крени главата, шетај, смеј се, пазим. Сега јас се наоѓав во ситуација онака баш никаква, таа ми вика кренија главата и она ме имитираше психолог. Сега, да имавме ние матичен психолог, сигурно ќе ми дадеше инструкции како ја да се справам со таа болест, ако сум стара, нели? Така да, секако ни требаат, ама луѓето, знаеш како, никој, не знам дали ќе одат уствари луѓето. Знаеш, некако приметувам дека сите се безгрешни, сите се идеални, никој не се критикува. Еве, например, си наоѓам илјаду мани на мене и се прашувам, може би отишла на психолог да прашам каде ја правам грешката, во комуникација, да речеме, не сакам никого да повредам, ама некако... Сметате дека има премногу токсична позитивност? Па не знам да ти кажам, јас знаеш како нешто се случува, да речеме, од крајност во крајност. Ја претерано внимавам и претерано има агресивни луѓе кои навистина треба да одат на психолог, односно психијатар. Благодарам многу за јавувањето. Еве, пред да вклучиме гледач, ме инспирираше гледачката, имаше една анекдота, малку ќе влезе во некаков си црн хумор, но вела дека најчесто на апчиња завршуваат оние кои што не треба да ги пијат, токму поради оние кои што треба да ги пијат, а не ги пијат. Ние сега прашуваме за да имаме поздрава нација. Се разбира кое што стручно и ефикасно ќе се грижи и професионално за менталното здравје на целата нација. Дали сметате дека е време да се секој од нас да има матичен психолог? Добар ден. Поштовање госпожа Тина. Голема почити до вас, повелете. Овде еден дечко штекли од Ѓорче Петров. Еве, вие секогаш сте позитивен, но интересно... Сега не бе прекинна. На тие таквите како штекли, тие што им треба невропсихијатар или психотерапевт. Сега, интересна тема. Зашто дојде ова тема да ја поставите? Затоа што 33 години македонскиот народ, македонскиот работник, обичниот човек, доживеа тортура, почнувајќи од транзицијата, почнувајќи од војната, 2001 војна конфликт, матичен терапевт. Тоа го имаат само овие богатите, а сиромавите кај има тој пари да плати матичен терапевт? Тој сигурно со еден третман нема да се излечи, а како што се приватните лекари сите гледаат поќе термини, третмани, поќе пари да земат. Ние стандард не ни е до тој степен. Дали сметате еве дека државата фондот да покрие матичен психолог за секој граѓан? Кога ќе ни дојде стандардот, кога ќе се средат овие кризи што се, кога ќе македонскиот човек духот ќе му се врати, економијата ќе се врати, расположението, тогаш ќе оди само за контрола матични лекари, што викаш. Не само терапевт, ни и општо лекари треба. Затоа што македонскиот народ 30 години е разболене. Бидете... Благодарам многу за вашите одговори, секако за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар ден. Јас мислам дека не само што е време да имаме матичен психотерапевт, туку задолжително треба да биде и да се појави секој на таа прва средба, чисто да се запознаат.
Јас тврдам дека не постојат болни и здрави луѓе. Јас тврдам дека има болни, здрави и непрегледани луѓе. И затоа ни требаат психолози, особено тука нас во Македонија и на Балканот. Тоа многу ќе помогне. Јас мислам дека телесните здравствени заболувања, најголема причина за нив е нарушеното ментално здравје. Пред се, треба да се негува тоа психичко здравје, и ако се делува навремено, ќе биде многу економично и за здравствениот систем, нели? Имаше во Белград, знам, пред неколку години психолози се среќаваа со граѓани во центарот и разговараа по повод меѓународниот ден на семејството. Можда треба и кај нас такво нешто да се случи, затоа што народот некако не е освестен дека навистина постојат таквите болести, дека се реални и дека не е тоа само да излезеш низ парк да те фати воздух и да ти помина, туку дека тука лежи малку посериозен проблем, како за секој друг орган во телото треба да се грижиме и за психата. Едноставно мора да го сватиме тоа. Така што да, време, па можда и веќе помина времето, мора да имаме сите матичен психолог. Благодаря многу за вашите одговори во Црвена линија. Секако останете со нас, со цел се разбира да слушнеме и останатите гледачи како ќе се надополнат, надоврзат на она што досега го слушнавме. Ќе ве потсетам секако за учество во Црвена линија. Доволно е ако веќе не успеете да се вклучите во живо, преку коментари се разбира и споделување, да тоа го сторите и на Facebook профилот Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите. Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Добро, пред да преминеме на гледачите, односно додека нели се вклучи следен гледач или можеби гледачка, да го прочитаме и коментарот на Игор Јанковски. Јас еве и ќе ви доловам како изгледаме на Facebook, каде што ја објавуваме темата, прашуваме време ли е да се надминат предрасудите и стравот, односно да се побара помош. Го имаме и првиот коментар од Игор Јанковски, кој што напишал: здраво, што се однесува за вашата поставена тема. Сметам дека менталното здравје е многу важно за една личност и дека има потреба за хигиена на истото, а особено денес во време во кое се соочуваме со разни стресови и предизвици. Треба конечно посетата на психолог или психијатар да не биде табу тема, напротив, секој човек кој се соочува со некој емоционален проблем да побара помош од стручно лице за полесно да го надмине проблемот, а посетата на психолог да не биде засрамувачко нешто. Дочитете го коментарот, доследете на Facebook, а јас преминувам на гледачите во живо. Добар ден! Здраво! Здраво! Па види, бака, јас сум за психијатар да посетуваат политичарите. И идните, и сегашните, тие минатите некако ни избега, али и највише тие што гласаат за нив. Ама стварно што гласаат, затоа што ние гласаме све погрешни луѓе и претежно тие погрешни луѓе погрешна политика ни водат и не упатуваат у погрешен правец. Многу лош правец. Па тој лош правец дотерува да ние почнеме да пиеме апчиња поради нив, затоа што еден куп тензии ни прават уливното владење мандатот додека име. И вие сами сте приметиле, значи, со подигање на цени, со намалување на животниот стандард, со ограничување од куп работи, со наметнување даноци, ренти, па дали некои закони каде што те казнуваат за ништо, што се ига за ситна боранија, наметнати закони, значи, се дотеруваме до таа ситуација да бидеме и агресивни и да голтаме апчиња. Љубовта све помалку владе удржава, значи и меѓу младите, а и повозрастните више се откачени. Али за да си најдеш најдобар вака антидепресив и седатив, и си земеш некој животинче, ке си го ланчаш тука животинчето. Така, чување на домашен миленик како терапија. Благодарам многу за вашите одговори, еве интересни видувања, што значи дискусијата продолжуваме секако со вас, па можете со нешто да се сложите, да надополните, да ни откриете и секако да укажете. Како и да денес прашуваме време ли е да се надминат предрасудите и да се побара помош, односно дали е време секој од нас да има матичен психолог. Добар ден. Добар ден.
Ве слушаме, во црвена линија сте. Еве вака. Јас работев у банка. Значи, со пиштол ми дојде полицаец, униформа. И на главата ми спери пиштол. Ја му ги фрлив ключевите и звонев, мислам тастатура има пред мене и се јавив у банка на обезбедување. Они за 10 минути дојдоа, та избега. Меѓутоа, цела година бев ја на психијатрија. Не се срамам да го кажам тоа. Благодарение на докторка Славица у државна болница. Имат многу добри апарати, значи добро ме опоравија. Сега добро се осеќам, меѓутоа сепак одам на контрола. Нема срам од тоа, да знаат луѓето. Нема никаков срам. Практично Значи, тоа ви го многу спаси добро. животот, да се чувствувате добро во своја кожа и да ја надминете траумата. Точно така е. Траумата така. Ако не беа они, јас кој знае како ќе поминев. А ви се чини ли дека еве на секој од нас веќе во земјава ни е неопходно да имаме матичен психолог? Така, не е срамно тоа. Така, не е срамно. Благодарам многу и драго ми е што преку вашето лично искуство, колку и травматично, со оглед на тоа што секако сте се обратиле на сте побарале професионална помош, сте ја надминале траумата и денеска еве живеете многу полесно. Што значи, ева гледачката можевме да слушнеме, што значи веднаш да се надмине срамот за да се постигне целта, тоа е да се надмине траумата и секако да се најде решение, бидејќи никогаш не знаеме животот пред какви предизвици ќе не изложи. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Јас мислам дека не е потребно да имаме матичен психолог. Затоа што јас како личност доживувам секој ден стресови од една куќа тука што живеам, унеа што се распаѓа врз мене и што не се знае кога ќе падне. И матичниот психолог не може ништо да направи. Не може он куќата да ми ја подпре, ни па може пари да ми даде, за да ја поправам. А она не може ни да се поправи. Работата е у тоа што матични психолози имат луѓето што имат пари и што немат толку големи стресови, што можат да одат и да си прикажуват приказни тамо со психолого и да кажуват некои нини работи што само со пари може да се купуват. А мозоко на човеко не може никој да го смире ако има наоколе стресови и ако секој ден се тоа случува. Ни психолог, ни психијатар не може да го смире. Кога човек ќе живее у нормални услови, нема да дојде до тај степен да доживува стресови и да мора да оде на психијатар. Интересно, благодарам многу за вашите одговори, вашето излагање. Што значи понекогаш еве според гледачката доколку нели човекот не е изложен на постојан стрес кој што се врзува од материјална природа, односно од екзистенцијални причини, нормално според неа дека не може никој да помогне. Но интересно е дека токму меѓу најбогатите сведоци сме, слушаме токму од оние и најпознатите дури и светски познати звезди страдаат од тешки депресии, неретко се одлучуваат самите да си пресудат, изложени се на голем број медикаменти. Понекога се поставува прашањето дали само материјалното е решение за да бидеме ментално здрави. Но дали е решение државата да ни обезбеди на секој од нас лесен и ефтин пристап до матичен психолог? Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Благодарам.
Па вака, прво, во ова лудо време, невреме, во светот луѓето користат премногу психијатри, психолози, значи не се срамат да отидат кај специјалистот, да речеме невролог, психолог и така натака, но дека кај нас се уште малку табу тема е и многу потешко се одлучуваме. Но ако почне да се воведе матичен лекар да има и за значи овие болести кои што значи фактички го рушат општеството, тоа постепено сите ние ќе се навикнеме. Секогаш првиот чекор е тежок, значи на првиот чекор се паѓа, на вториот ќе се попеш, на третиот одиш веќе нормално. И затоа значи иначе во ова лудо време на секој чекор ќе одиш во продавница, кој вчера било да речеме 50, денеска 55 денара. Одма удира во мозок тоа. Одиш, чекаш автобус, нема автобуси. Значи, место за 5-10 минути да ги има автобусите, нема автобус. Сето и тоа пак, значи, удира во мозок. Значи, толку имаме услови, толку имаме моменти да бидеме изнервирани, да бидеме, што се вика на некој начин, повредени. И стварно, значи, ја не знам, дали ќе имаме толку психолози, значи, да можат да ни помогнат да речеме, во ова време. Тешко е, ама сепак сум за тоа да ги има. Благодарам, поздрав. Благодарам многу. Има уште еден коментар, ќе споделам со вас, секако ве охрабрувам да продолжите и да коментирате и да споделувате на Facebook. Весна Трифуновска го има напишано следното. Морам да кажам дека во училиштето Ѓорги Сугарев од Битола, училишниот психолог многу му помогна на моето дете. И сметам дека сите треба да имаме матичен психолог и да ги учиме децата од мали за менталното здравје. Нада Крстева на нашето прашање напишала да, треба да се има матичен, Индира напишала да и да одговорил и Туркан и Биши. Продолжите да пишувате коментари и тоа е секако еден начин и вид на учество во ова дискусија. Добар ден. Добар ден. Сметате ли дека е време државата еве да обезбеди матичен психолог за секој област? Мислам дека требаше порано тоа да се можеби пред 20 години. Како што имаме матичен општ лекар, треба да имаме и психотерапевт, а задолжително во основните и во средните училишта треба да има. Задолжително во секое. Или подрачни единици, како му доаѓа, тоа зависи колку ученици има. И не треба да се срамиме. Така кога не боли нешто, кажуваме. Така и кога имаме некоја мака, да речам, гнев во себе, треба да има на кого да го кажеме. Мајка ми викаше, кажете го на некој што не го познавате и што прв пат го гледате. И више нема да го видите, затоа што не може да ви возврати и не може да ве озборува. Ама тоа време веќе помина. Не може така ние да одиме да бараме некој. Тоа што се познаваме од едно село во друго, ако оделе немало да се знае, ќе ќе кажеле маката или викаше кога ќе идете на лекар некој непознат во чекална, маката кажете моја. Меѓутоа веќе времето не е такво, нема потреба да кажуваме на било кого, затоа што имаме институции. Сега колку се тие вистински респект и почет кон вистинските психотерапевти, меѓутоа како што беше спомнато, некогаш и тоа нема да успее. Па тоа треба да го сменим, исто како што ги менјаваме докторите. Во секоја професија има некој поспособен и некој помалку способен. Впрочем, тоа и до нас, ако се кажеме, ако бидеме воздржани, како да ни помогне психотерапевтот од другата страна. Значи, треба да одиме со отворена душа, што би се рекло, за да може некој да ни помогне. Тоа е моето мислење. Благодарам. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме со вас секако да видиме какви размислувања, ставови ќе слушаме на 0230700005. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ние секако ќе подсетиме од она досега што слушавме, ме драго ми што добар ден. Добар ден. Поздрав од Неготино. Голем поздрав и до неготинчани кои што не следат во моментот. Благодарам големо ти да. Депресијата е присутна во секој дом, во ова бурно и динамично време. Јас не патам од депресија, патам од комплекси и лаги. На се ќе им дојде крај. Други тие кројат судбината со цел да ти нанесат црни дамки во душата да се направат нервозен. Само измислуваат различни фарси со цел да те осрнат. Те тужат лажно, дури судиите после да
лажно да тужат, со цел да дојдат до преход, а малку ли им се тие пари? Таа пара не е арлија. Се што е со поспечалено нека сија, а се што им е така дадено, нека раѓоса, нека се скапа. Правна полука. Сам треба да си бидеш лекар на својата душа. Кажете ми, вие, ве молам, дали ме слушате, дали ме слуша гледачката? Врати му 10 и посакувам на сите да бидат како вас, вечно насмејани и расположени. Како еве вие, се извинувам дали ме слушате, еве во вакво време, не време, како што велат гледачите, вие лично како се грижите за своето ментално здравје, за да почесто се смеете, дали... Да, како вас сум секогаш вечно насмејана и сама си давам гарет, знам дека од два кози од другаде може се преминува, тоа ти е животот, Тина. Не треба да се нервираш и готово. Ти речи ли некој едно, 10 врати му. Не си го збирај на срцето. Така, благодарам многу и за вашите одговори. Убав термин, не си збирај на срцето. Дали, за да бидеме поздрава нација, зборуваме за менталното здравје, неопходно е секој од нас да има матичен психолог, па наместо да си збираме во срцето, нели, маките и стравовите и се она што не тишти да го споделуваме со професионалци. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Значи, дали е време за психотерапија? Јас се речам и помина времето. Значи, време е за здравието психичко. Сега ќе ви кажам од искуство, бидејќи кога почна ковидот, почнаа психолозите да викаат дека луѓе ова ќе предизвика психички проблеми, затвореност, без комуникации, разбирате? Ја викам, што зборуваат овие глупости? Морам да ви признам, никогаш во живот не ми требала таква услуга, али сватив дека после 2-3 години тој недостиг од комуникација и движење е голем проблем. Според тоа треба да се надмине тоа минато, дека одиш на психолог. Психолог е обична работа, тоа на запад сите го имаат. Личен психолог. А ние тоа го правиме затоа што идеме натаму. Сакали или не, времето си врви. Според тоа треба да се воведе и да го разбиеме тоа минато, дека ако одиш психијатар е друго сега, да речеме, нервни болести, тоа не дај Боже. Меѓутоа, основната работа, психичкото здравје треба да се регулира. Ако можеш сам да го решиш, фала Богу, најдобро е. Ама има ситуации која си во конфликтна состојба со неколку или во средината, треба да побараш помош за било кој начин за лечење на себе, на своето здравје. Сваќате? Значи, во секој случај, матичен психолог да се... Не верувам, сакавте да кажете неопходност. Благодарам многу за одговорите. Драго ни е што голем дел од вас се споделија всушност од лична перспектива, од своје лично искуство, како всушност и обраќањето кон психолог им помогнало многу за надминување на трауми, на потиштеност и така натаму. Па ви се чинили дека оваа нација, за да бидеме поздрави, односно имаме квалитетно ментално здравје, неопходно е да имаме секој од нас и матичен психолог. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Психотерапевт, да, им треба, точно. Меѓутоа, за овие што се од СДС, нема и тука никој да ги помогне, џабе име. Тие што се само како Филипче треба во мозок да им се извади и од понова да им се стави нешто друго. Затоа што кој утре не са мокра чорапа. Џабе гледаат, џабе слушаат, овие се загреват. Поздрав од нас. Благодарам многу. Не знам на кого мислите, верувам дека не би сакала да прифатам дека мислите дека гледачите, односно граѓаните се за греота, но благодарам за вашето учество и секако цениме за тоа што земавте удел во Црвена линија. Епа, ајде сега да проговориме понатаму, би сакала сите оние кои што ќе се вклучите малку од свој агол, еве, и да укажете на тоа зошто или зошто не постои неопходност за имање матичен психолог, како вие се грижите за своето ментално здравје, што практикувате секако за да се изборите доколку се најдете еве пред еден таков предизвик во животот. Добар ден.
И добра вечер, Македонија. Господине Тале, како се грижите вие за своето ментално здравје? Еве какви навики имате? Знаеш кој е небо решение? Кога е недела или празник, на литургија, молитви, Божја закрила, побаво решение нема. Смирение, Божја убавина, благодат Божја, ете ти најубаво смирение. Не ти треба ни психолог, ни некои други работи. Тоа сум го искусил дека вистина многу луѓе тоа го искусиле дека литургијата, молитвите, да речеме, најмногу и причеста, телото и крвта Христови се најголеми закрилници за било што. Јас сум сигурен дека човек кој е боголюбив, кој оди редовно на богослужби, никогаш не би паднал во депресија. Никогаш. Што да му се случи? Ама човек кој не знае за Бога, си би си сторил и на себе си, па и на другите околу него за жал. Затоа велам, пробајте, одете на богослужби, живејте христијански живот, литургиите се најголемо смирение. Или така да чуме дома човек да си пушти црковно пеење, смирува, благодат, убавина. Што да кажам, тоа е. Многу луѓе викаат, ако не бев на богослужби, ако не живеев христијански живот, тешко мене че беше. Знам некои мајки кои изгубија своји чеда, дали черка, дали син, дали некоја две деца изгубила, и сега преку Бога, преку богослужбата, викаат, најдов смирение, најдов и утеха. А без Бога... Благодарам многу. Еве уште едно интересно видување, каде што, како што рече господинот Тале, за ментално здравје, утеха и смирение има секако во литургија и молитва. Добро, ајде да видиме што ќе слушнеме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Ве слушаме, во црвена линија сте. Слушаме, така не? Да. Матичен психолог, психотерапевт не ви треба, бидејќи има установи, невропсихијатриски болници и така натаму. Ако си втасан до таму, можеш да одеш. Сега и таму некогаш гледат и по партија, која партија си. Посебно овие од СДС. Ако си во Маровец, ќе ти дадат некои лекови вака ради редо и така. Зошто сметате дека сите психолози и психијатри размислуваат врз основна политичка определба, па така ги лечат пациентите? Дали се уште го имаме гледач? Да, тоа е некад 90%. Како се грижите вие за вашето ментално здравје во политиката? Ја би рекол друго нешто. Ако болниот види, јас не сум дојден до таму. Ама за да не дојдете до таму, човекот се грижи за себе, ве спортувате, слушнавме се оди на литургија, на молитва. Вие како се грижите да останете во добро расположение, еве? Не. Ја нити литургија одам, нити пак одам на психијатар, ни ми треба, ни сум втасан до таму. Но некој што е втасан, треба самиот да има... Времето истече. Мене ќе ми биде особено драго ако не ја политизираме оваа тема, бидејќи менталното здравје не познава политичка партија, не познава националности. Секако не можеме да ги објаснуваме ваквите нешта низ призма на политика, но секако низ призма на медицина и секако низ најразлични ваши искуства, еве вие како низ животот, бидејќи животот секако е борба и носи многу предизвици, како вие еве може да ни откриете се грижите за своето ментално здравје и дали сметате дека е време секој од нас да има матичен психолог? Добар ден. Добро вечер или добар ден. Добро вечер, може и така веќе. Да. Темница е вече. Јас се согласувам со вашата тема 100%. Дека сите треба да имаме матичен психотерапевт. Јас имам. Не се води како матичен, али имам и секогаш кога сум во незгодна ситуација, не се чувствувам добро, одам на психијатар, на психотерапевт и многу подобро ми доаѓа. Дури еве и на козметичар кога ќе појдам. Еден убав разговор
со човек во кој што имате доверба и тој има во вас, и тоа е едно лечење. Значи, кога ќе си кажете што ви лежи на душата, како се чувствувате, ве слушам вас сега, ве гледам вас, вие толку зрачите позитивно, сега не морам да одам на психотерапевт, например. Зависи од луѓето со кои што се дружите. А психотерапевт нема да одиме секој ден, или јас се не се чувствам добро, мрдната сум, па ќе одам на психотерапевт. Зошто се уште еве постои срам, таква стигма дека се користат такви погрдни зборови, а секој човек може секогаш да му се случи, како вела, да му падне копието? Ма таман работа. Нешто може, него се случува. Се случува кај секого. И се правдат со тоа што, а па мене депресија. Не ме слушам. Ние ве слушавме и многу ни е драго еве што споделивте со вас од личен агол зошто е важно да се има матичен психолог. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, ти на повтор пат. Повтор пат, секако, повелете. Да. Сакам да ти кажам, значи, ние кога се сретнавме на Зелен пазар и кога ти ми ја подаде раката и таа убава насмевка, ти вратив со истата мерка, тоа е психотерапија уствари. Нас не ни требаше на двете терапевти, затоа што се препознавме една со друга, дека имаме убава енергија. Сега има луѓе што сакат да ти ја украдат таа енергија, тие не одат на психолог, односно психијатар, тие се многу опасни. Значи, секогаш јас не ја тргам на смевката, затоа што таква сум по природа, многу сакам убави луѓе. А па ќе ме праша Елса Бајле, зашто ти се смееш, што е смешно, јас од култура ќе ја поздравам, нели? Така да таа личност треба да оди на психолог. А зошто не оди? Затоа што мисли дека се е во ред со неа. Еден гледач рече, вика, имаме непрегледани и прегледани луѓе, значи така е, имаме и непрегледани и прегледани, а сите спаѓаме во тој кош каде што сите уствари имаме по некоја фалинка. Дали сметате дека веќе време секој од нас да има матичен психолог, па сите да бидеме редовно прегледани? Да ти кажам, јас преска кажав, јас би сакала да имаме, да ти кажам. Јас повеќе овие мотивацијски говорници ги слушам како Нада Молеровиќ, нели, црпам од неа, црпам, па од психолози, црпам, ама што дека јас како единка, кога околината околу мене воопшто не слуша, кога се тие знаат, се тие во право, се тие, знаеш, некако, не знам дека... Благодарам многу, 90 секунди е време трењето, но тоа го знае нели нашата драга гледачка со оглед на тоа што и редовно е дел од скоро секој издание на Црвена линија. Дојде времето, ова е една интересна дискусија, верувам некогаш повторно Црвена линија ќе ја постави темата за ментално здравје, но ние како Црвена линија денеска ќе потсетам, го поставивме истото прашање кое што го поставивме и до гледачите и на оние кои што не следат на Инстаграм. Дали е време да имаме матичен психолог? Со да одговорија 82%. Со не одговорија 18%. Да ги погледнеме рекламите, па се враќаме во студио. Почитувани, морам да признам, и мене ми беше задоволство што заедно ја креиравме оваа Црвена линија, не зборувавме за воопшто мала работа, туку можеби за најважната, менталното здравје. Велот на смевката е една крива која што исправа многу работи, а за кој не можете да се насмеете од секојдневието и стресовите, тогаш јас го имам вистинскиот рецепт, односно ординација во која што работат психијатар Ненет и психијатар Кате. Добар ден. Нема ординација. Добро вечер. На каква терапија ќе препишете денес за гледачите? Терапија што значи многу музика, многу гости. Ке имаме и гости кои што специјално доаѓаат во Телма телевизија и нема да имаат можност да ги видат нигде на друго место освен овде кај нас. Од Сараево? Не, од Сребреник. Доаѓаат од Сребреник, да. И оние што знаат, оние што не знаат ќе дознаат, а претходно ќе зборуваме за еден исклучителен нов роман и јас сум Сирма. Сите ние сме Сирма, така вели Зоран Спасовцов заедно со Татјана Алексиќ, ама уште не ни ја почна